civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дезинформации како потекло или како origin, она што се нарекува на зборот кој се употребува, disinformation, англиската верзија, и покрај тоа што е латински корен, е превземено практично од руската верзија. Значи од дезинформација, или како да се изговара на руски соодветно, како термин кој се употребува што 1923 година во бирото на Сталин. И потоа тоа се развива како посебна врста на војување или како инструмент на мека моќ понатаму, како што се развива општеството, и западното, прозападното и проруското. Овие инструменти на моќ потоа ги превзема практично доктрината на Герасимов, односно она што ние го знаеме од 2014 намаму како дел од хибридно или сайбер, како хибридно војување во кое влегува сайбер војувањето исто така, но не се исклучува само на него. А доктрината на Герасимов генерално е практично наследена од Приманков, од неговиот претходник во делот на надворешната политика. Значи, има некој континуитет во овој дел. Ова генерално на Запад е препознаено како напад на либералните вредности и како напад на оно што го смета Западот за своја цивилизацијска придобивка, односно како крајност на слободата на говор и слободата на мисел или медиумската слобода. Тоа се двете страни на медаљата. Затоа мора да се најде соодветен начин да секоја слобода или право бидат загарантирани во определен контекст, односно да се овозможи нивното користење, да се не овозможи нивната злоупотреба. Сега тука е балансот или умешноста на донесувачите на одлуки да не преминат од една крајност во друга или да не овозможат да биде правото злоупотребено или регулативата да премине во цензура. Затоа верувам дека подоцна ќе разговараме и со Елида во тој дел. Мора да имаме на ум дека како субјекти не се само државните актери тие што ги злоупотребуваат дезинформациите, тука се и недржавните актери, тука се и организирани лоби групи, организирани војни групи, но и политички партии и центри на моќ кои практично ги користат информациите како алатка во добивање на поддршка по определено прашање. Затоа што кога зборуваме за национален интерес или за определен интерес, тогаш зборуваме дека не смееме да заборавиме дека тој не завршува каде што завршува националната граница. Особено што во сајбер просторот не можете да ги определите границите толку јасно или толку цврсто. Или таму каде што завршува нели интересот на определена група. Затоа зборуваме за soft power или за мека моќ која користат државите, но ја користат и недржавни актери и лоби групи кои ги спомнав на пониско ниво. Приличната тактика се сведуваше на DIME или оние 4 инструменти што се добро познати како diplomacy, information, military и economy. Дипломатија, информацијска моќ, економија и воена моќ, која потоа се префрли, односно се прошири во DIME Phil. Сега тоа е некој нов концепт што се проширува со финанси, intelligence и law enforcement, или финанси, разузнавање и примена на правото, оно што го прават органите државни. Меѓутоа, колку и да ги прошируваме концептите, не смееме да заборавиме дека панданот кој се јавува како противтежа може да биде подеднакво опасен. И дека практично дезинформациите ги гледаме во пандемијата или во она што се нарекува инфодемија, кој исто така не е нов збор, некаде 2003 е прв пат употребен, но сега стана актуелен во делот особено на вакцините, на ширењето на вирусот, на потеклото на вирусот. И дека овие вести некогаш беа фабрикувани индивидуално од поединци, од луѓе кои веруваат во определени работи или во определени теории, но и од новинари кои не ги провериле соодветно своите извори, но секако и од центри на моќ кои произлегуваат од официјални државни ставови. Значи, фабриката за тролови или бирото за интернет руско е добро позната и функционира како да кажам, како центар за информација или како државна информативна агенција практично, или да подобро ќе го објасни веројатно тоа како пандан. Затоа регулацијата е многу важна и затоа не смееме да дозволиме да забегаме од една во друга крајност. Пак ќе кажам, сега ќе се вратам накратко на делот со регулацијата кај нас, оно што претходно исто го спомнав на последниот панел, а тоа е дека имаме потреба од подобра регулација во електронските медиуми, затоа што и покрај тоа што постои опасност од цензура, постои опасност и од злоупотреба. Само регулацијата во медиумскиот простор за жал не е доволна или се покажа како недоволна во овој контекст. А влијанието на дезинформациите пак се покажа како големо, затоа што некојаш имаат помало влијание, некојаш имаат многу големо влијание врз особено со ефектите на Извинете? Дали може тука да ве прекинам за момент? Да, повелете. Значи, рековте, и минатиот пат ми остана во сеќавање тоа,
меѓутоа еве продолжи дискусијата бидејќи сепак не беше токму тоа темата, меѓутоа овде може да отвориме малку неколку прашања. Регулација дополнителна на медиумите, особено на интернет просторот, може да доведе во секоја варијанта, дури и кога се властите најдобронамерни, демократски, транспарентни, отворени за соработка и така натаму, сепак може да донесе до сериозни нарушувања на слободата на медиумите, на слободата на новинарките и новинарите, на слободата на опинион мејкерите, ако сакате, и тука да отвори простор во кој официјални и неофицијални центри на моќта можат да ја промовираат својата идеја, бидејќи кој на крајот може да каже што е точно, што не е точно, кој е тој со divine authority или божествен авторитет кој ќе одредува што точно треба да се определи како некој вид вистина, факт и така натаму, особено кога се работи за мислењата, па дури и во науката, во најекзактните науки имате вие различни гледања на нештата, различни толкувања, различни методологии на доаѓање до научните факти. Тоа е навистина според мене е малку опасна помисла, иако човек кога гледа каков хаос се создава од кампањите, од друга страна па си вели овде мора да има малку повеќе регулација, малку поцврста регулација и така натаму. Да не заборавиме уште една работа, значи Советот за етика во медиумите, на пример, како едно саморегулаторно тело. Тоа има и во закон, и во законот се смета за тело кое може да има свое влијание и во одреден судски процес, што е прилично висока моќ, што се разбира дека мора многу внимателно да се користи кој да седи во таа структура, а се разбира и внимателно да се користи од оние кои се дел од медиумската сфера и јавната сфера. Заради тоа би сакала, ако може, еве тука да влеземе во малку полемичен можеби тон, меѓутоа еве повеќе информации, повеќе за тоа што всушност мислите кога велите мора да има повеќе регулација. Апсолутно, мислам дека не сме во... Те благодарам за прашањето, Џабри, затоа што не би рекла дека сме во полемичен стил, туку апсолутно се согласуваме во овој дел. Затоа и реков дека тоа мора да биде многу внимателен механизам за да нема така наречен чилинг ефект. Значи регулацијата се избегнува заради тоа да не ги одврати новинарите или да не ги ограничи нивните слободи и уверување, нели, правото да пишуваат. Но исто така мора да имаме на ум дека електронските портали, вие подобро како новинари и тие или да го владеете овој дел од сите нас околу, но ќе се сложи со мене дека некако се наоѓа практично регистрираните портали во понеповолна позиција од порталите кои не подлежат на одговорност согласно законот за аудио и аудиовизуелни, затоа што порталите има нели само еден регистар на портали кој е неформален. Коригирајме ако грешам, каде што има пријавени елементи. Меѓутоа, имаме и случај на портали каде што нема одговорен уредник, каде што нема импресум, каде што нема извор. Затоа јас би влегла во регулација во тој дел, значи да има регистрација на порталите како такви и да има регистрација на одговорност кај сите, а не во делот на уредувачката содржина или уредувачката политика. Сега делот на пас кога се дава, кога се приминува определена регулатива, може да има чилинг ефект доколку регулативата е престрога или доколку е насочена директно кон новинарите. Мојата замисла за регулирањето се однесува конкретно во делот на регистрација на порталите. Само во тој дел што мислам дека е доволно дека би се согласиле со мене. Иако и тука имаме една поволност во оваа насока, во која зборуваш, тоа е дека секој што сака да открие кој всушност стои за одреден портал може да го отчука името на порталот и да праша who is или кој е тој портал. Најчесто, не секогаш мора да се каже, меѓутоа најчесто може да се дојде до одредена информација, еве Марнет ги има на пример или како се викаат другите хостинзи во земјава, имаат едноставно кога ќе го отворите тој сајт, кој ќе го искуцате името на порталот, ќе видите кој е собственик,
кога е регистрирано, па дури има и мобилен телефон доколку собственикот на тој домен го оставил. Така што имаме и тука, меѓутоа еве Да, но одговорноста не е на собственикот за информациите, така? Тоа е точно. Тоа е точно. Меѓутоа, Значи, ако јас пласирам несоодветни информации кои се невистините, на каде. портал кај што го знаеме само собственикот кој ќе биде одговорен за тоа. И зборуваме дека ова би успело во контекст кај што има сериозна медиумска писменост. И пак дури да се направи вакво нешто што го давам како предлог, значи ние ќе се спасиме од дезинформациите затоа што генерално се што е user generated content е проблематично за регулирање. Тоа е интенцијата на интернетот како таков. Меѓутоа нема што многу, за жал нема што многу да се направи, зборуваме во делот на што може да направиме за да некои информации добијат некаков филтер во делот на заштита од дезинформациите како такви, затоа што за да ги отвориме, јас секогаш го правам тоа, јас го проверувам изворот. И мене ми е тоа како да кажам деформација академска, веројатно затоа што ние кога референцираме, кога пишуваме, мора да го провериме изворот. Но треба да ги гледаме работите, законските решенија со очите на просечен граѓанин кој веројатно и не го интересира многу што е позади како е. Многу луѓе не знаат дека постои дезинформацијска или пандемиска, туку зборуваме за плурализам и за демократија, нели? Тоа е другата страна на слободата на говорот. Затоа мора да бидеме пореални да знаеме во кој контекст се наоѓаме и која е нашата демократска позадина, кој е искуството кое го имаме, кој е ефектот кој го имаме и кои биле најчестите центри на мој го пласирањето на дезинформации. Кај нас не би рекла дека тоа се странски актори, би рекла дека се домашни фактори, значи дали се тоа политички партии, лоби групи, определени интересни групи кои можеби одработуваат за странски агенди, но ги имаме пласирани домашно и со нив многу тешко може да се справиме. Затоа што ги штити слободата на говорот, ги штити некојаш пратеничкиот имунитет, затоа нашиот единствен филтер како граѓани во овој контекст е вие медиумите. И вие мора да се заштитите од евентуални неоправдани напади или од нелојална конкуренција во даден контекст. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.